Ајде сега ќе ти пуштиме ние еден дел од Научи да се радуваш, така беше песната? Да. Научи да се радуваш. Сакам да ми кажеш дали овде се пее ламбе, ламбе? Да. Чија беше идејата да се пее ламбе, ламбе? Па авторот на песната Лазар Цветковски го додаде тоа. Малку е како кажано во, не знам, во англиски амерички фазон, нели? Така да, ламбе или нели доста имиња надвор спомнуваат свои, не знам, имиња, презиме. На почеток обично тоа го прават, што и кај нас почнува да биде некако мода. Приметуваш посебно оние хип-хоп песни. Да. Стоите се допаднава како го чу, си викаш, ламбе, ламбе. Не знам, чудно ми беше малку на почеток, но се навикна бидејќи не е она како да го кажуваш само името, туку веќе и се пее и така се недовршува. Другарчиња, не знам, другари, другарки, како ти реагира кога слушна, рекоа нешто, мислам, беа зачудени. Не знам, немам некој коментар, искрено. Не доби? Да. Прв да не вака коментар? Па, за оваа песна, да. Има една друга песна, Си одам. Добро. Таму има LAMBE. Тоа го знам, да. Слушај, кога бевме во Австралија, бидејќи они англиски знаат нормално изборат таму како нивен мајчин јазик, тоа најмногу го пеа, значи најгласни беа на тоа. На спелувањето, да. LAMBE. Иначе, само да напоменам дека имаше кладба за оваа песна, дека вика ламбе, ламбе, совеста моја викаше дека не вика ламбе, ламбе, така да совест ми должиш бурек, така се кладевме. Па, не знам, нека биде спанаки. Важи договорено. Јадеш ли бурек, е? Јадам. Јадеш, а? Каков е? Најчесто со месо. Да? Те нервира ли кога чекаш на ред и доаѓаш на ред? Има еден само човек пред тебе и го слушаш дека нарачува бурек со пица. Каков е тој бурек со пица? Мене тоа не ми е јасно како упорно луѓе го нарачуваат така. Не знам. Каков е тој бурек со пица? Совест, ти знаеш такво нешто? Замисли да има таков бурек. Да пишува во бурек джилници онака месо, сирење. Па, ајде де. Капричио за бурек, маргарита бурек да има. Такви некои. Кватро формаджи бурек. Вегетаријана.